Према завестите на Ирис телевизија. Турските сорти на ориз даваат поголем принос, но никој не ги откупува. Велат оризопроизводителите во Кучанско, каде во полнек е жетвата на белото злато. И препаратите не биле како порано. Прскале повеќе пати без успех, на нивите со ориз никнало и просо. Се мелези семето на ориз, годинава од традиционалната сорта Сан Андреа, жнееле црвен на место бел ориз, се пожалија оризопроизводителите во Кучанско. Турските сорти на ориз давале поголеми приноси, но никој не ги откупувал. Турските пораѓат, ама не го зимат, сите, посите. А вај што го жнеем со Андрејата, пого сакат него. Ама поногу се мелезе, многу црвен, искач, див. И препаратите не биле како порано, прскале повеќе пати без успех. На нивите со ориз никнало и просо. Парценото во два пати, по три пати некаде прскаме, па има просо. Комбајните во Кочанско се ставени во погон. Производителите брзаат да ожнеат пред да фатат дождовите. Со првонаполнетите вреки велат родот е намален од лани, а цената ниска. Ова ги става во неизвестност дали повторно да го посеат. Не исплатува ич. Те така, па викаме, некој сака да сее, некој неќе. Вика, боже, собирајте там, кој ќе ожнеем оризите, да дадат извештај там на водна заедница, дали ќе сее или не сее. Некој сака да сеат, некој неќат. Оризот годинава во Кучанско се посеа на околу 2500 хектари и покрај рекордните приноси што ги очекуваа, родот е послаб до 20%. Откуп нема, фабриките не бијат, велат производителите, стравувајќи за откупната цена и дали оризот ќе го продадат или ќе им стои во амбарите, како и поголем дел од реколтата од лани. Општина Виница со помош на пилот проектот УСАИД го реши проблемот со поплавите на земјоделското земјиште во атарот на село Јакимово. Жителите на ова село имаат и стабилен мост преку кој ќе може да имаат комуникација и транспорт со Виница и регионот. Најголемата притока на реката Брегалница во Виничкиот регион, реката Осојница, веќе нема да го поплавува земјоделското земјиште, а жителите на најурбанизираното село Јакимово имаат стабилен мост преку кој ќе можат да се поврзуваат со Виница и останатиот регион. УСАИД успешно го заврши пилот проектот за уредување на коритото на реката. По 2-3 месеца имаше периоди кога беме одсечени, така да моравме да го закружуваме патот кај Стибања. Значи за 1 километар до Виница ние моравме да одиме 15 километри еден правец за да стигнеме до болници, институции и така. Градоначалникот на Виница Емил Дончев истакна дека општината Виница е една од најчувствителните од поплави поради недојдените води од планината Плачковица. Пред да се реализира овој проект, општината изготвила стратегија за климатски промени и извршила чистење и регулирање на Кајанечки дол во селото Истибања. Граѓаните и работните групи вклучени во проектот со експертска помош од УСАИД и Милиоконтакт го избраа пилот проектот уредување на коритото на река Осојница, низводно и возводно од мостот на реката во село Јакимово, како најприоритетна мерка што ќе го подобри адаптивниот капацитет на општината при справување со климатските промени. Директорот на мисијата на УСАИД Джеймс Стајн забележа дека климатските промени се еден од најголемите предизвици со кои се соочува светот. Преку проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, ние ги спојуваме граѓаните, локалните власти и граѓанските организации да идентификуваат и да се подготват за климатските промени преку мерки за адаптација и облажување на ризиците. При тоа, обезбедувајќи го неопходното знаење и обуки кои им се потребни со цел да се зајакне нивниот капацитет да ги адресираат специфичните климатски предизвици со кои се соочуваат нивните заедници. Поради чувствителноста на општина Виница од ризикот од поплави, мерката за заштита од поплави е избрана како клучна мерка за адаптација кон климатските промени. Согласно она што е дефинирано во стратегијата за справување со климатски промени на општината. УСАИД во реализацијата на проектот за регулација на реката Осојница даде финансиска подршка од 78.937 евра, а општина Виница од сопствениот буџет издвои 19.734 евра.
Новиот циклус на отворени денови на катастарот започна од Штип. Граѓаните користат оваа можност да ги изнесат своите конкретни предмети кои се разгледуваат и решаваат од стручните служби. Новиот циклус отворени денови во катастарот започна денес во Штипското одделение за катастар. Планот е отворените денови да траат до 2 февруари идната година, а ќе се реализираат во сите 30 подрачни одделенија на катастарот низ Република Македонија. Денешниот ден е посветен за граѓаните, а утре за бизнис секторот и приватните геодетски фирми. Оваа година циклусот на отворени денови на катастарот ја започнуваме токму тука од Штип. Исто така денес имаме екипи во Велес. Минатата година беа примени преку 2900 граѓани кои што дојдоа на отворените денови на катастар, зборам за цела држава. Тука во Штип беа примени 42 граѓани. Од тие 2900 на ниво на цела држава, на 800 граѓани им беа решени предметите веднаш на лице место, значи се работеше за определени технички грешки на катастарот, каде што можеше веднаш да се интервенира, додека на другите им беше даден совет како да постапат. Најчесто граѓаните на отворените денови во катастарот поставуваат прашања во врска со сопственичките права и легализацијата на имотите. Генерално граѓаните како најчести проблеми ги истакнуваат проблемите кои што се јавени при авионските снимања на самите парцели, односно разликите што се јавуваат меѓу соседите, односно уредувањето на меѓите на едни соседи со други како резултат на авионското снимање. Други проблеми кои што се ни се јавуваат е во делот на легализацијата на дивите градби, значи граѓаните се интересираат, на почеток имаше повеќе проблеми во тој дел, посебно ако објектот влегува во некоја катастарска парцела која што не е во сопственост на самиот граѓанин, но со измените на законот за легализација на бесправно изградени објекти, веќе и тоа се надмина. Сега со изјава од самиот сопственик на објект дека повеќе од 20 години е изграден, го има објектот, е изграден објектот, истиот може да си го легализира и се запише во катастарот. Инаку граѓаните се задоволни од работењето на Штипското подрачно одделение за катастар. Да, и презадоволна. Кога да сум дојдела, секој пат сме завршиле работата како што треба. За да извадам имотен лист. И навремено се заврши работа. Сме задоволни, мислам дека најдобро работат од сите шалтери моментално собрани. Ако работат сите како нив, ќе бидеме презадоволни сите. И директорката на Штипското одделение за катастар Лидија Михова задоволна од работењето, но и со апел до луѓето да побрзаат да ги средат документите за легализација. Со предметите задоволни сме, значи месечно, како што кажавме, над 2500 предмети и успееме, значи, да го завршиме месецо со нула. И еве сега, значи, да искористам уште еднаш оваа прилика, да ги повикам уште 3 месеца е до крајот на оваа година. Значи, сите оние, мислам, од Парналија, Кучица, Ебеплија, Мал Габер, Голем Габер, што ги немаат запишено своите имоти, значи имат уште 3 месеца право да дојдат во катастарот, да пополнат една пријава за ажурирање по службена должност, за да ги изложиме имотите, се она, значи, што останало неизложено во 2007 година. На денешниот отворен ден на катастарот во Штип, Трпески апелираше и до сите граѓани кои поднеле барања за легализација на дивоградби заклучно со септември 2011 година, до крајот на годината да достават геодетски елаборати до општините и тоа да го сторат час поскоро, затоа што земјава има само 142 геодетски друштва, а околу 200.000 неизработени елаборати. Истражувањата во градинките и основните училишта покажуваат поразувачки резултати. Кај секое второ до трето дете, дефектолозите и логопедите регистрираат проблеми со говорот. Покрај пеутечењето, неможноста за изговор на одредени букви, добар дел од децата, иако знаат да зборуваат, тешко комуницираат. Секое второ или трето дете има проблем со говорот. Добар дел од нив имаат проблем со комуникацијата. Знаат да зборуваат, но не сакаат. Не знаат да изговарат одредени букви или пак говорат со пелтечење. Според логопедите, најчесто оваа појава се должи на презафатеноста од страна на родителите. За жал, во логопедијата се повеќе истражувања покажуваат дека има многу голем процент на дечиња кои што имаат говорен проблем.
И не само тоа, некако сите сме сведоци во последно време дека некако ги оставаме децата премногу време пред своите електронски помагала, таблети, пред телевизија, пред своите телефони или компјутери. За да се подобри говорот на децата, логопедите советуваат електронските помагала како телевизор, компјутер или таблет да се заменат со сликовници, а родителите да најдат сили за минимум една приказна дневно. Ако воспитачката во градинката, родителот дома, што повеќе преку сликовница раскажува, со детето зборува, знаете како, телевизијата е еднонасочна комуникација, таа не бара одговори од детето, додека жив човек, кога ќе застане до детето, кога заедно ќе работи со детето, еве, на сликовница, на таков еден материјал, тој исто така како што ќе му кажува на детето, ќе му пренесува знаења, исто така бара од детето да повтори, да покаже со прстето на сликата, да раскаже за некоја слика, да научи некоја песничка на памет. И така некако добива детето и жив модел пред себе, има говорен, каде што ќе види правилен изговор на зборовите, правилен изговор на гласовите. За глобално решавање на овој проблем што се шири како епидемија, мора да се отворат специјализирани медицински центри, а во секое училиште и градинка задолжително да има вработен логопед или дефектолог. Во полна пареа продолжуваат активностите за уредување на коритото на река Отиња. Вработените на јавното предпријатие ИСАР повторно ги засука ракавите на работна акција во центарот на градот. Вработените во јавното предпријатие ИСАР денес повторно со ударничка работна акција за уредување на коритото на река Отиња во центарот на градот. Започна да го уредува и последниот делче, односно последниот дел кој што не беше среден овде во речното корито на река Отиња. Тоа е мостот овде кај трговскиот центар, па се до мостот кај овде пред поштадот. Овој дел започнавме денес, за 2 дена ќе го средиме. Комплетно сите служби од јавното предпријатие ИСАР излегува овде во самата река. Работиме ударнички, работиме сложно, работиме заедно. За кратко време ќе го средиме и овој дел, последен кој што остана, и продолжуваме кон средување на речното корито кон Ново село. Ќе се најде и решение за изградба на платформите во овој дел од коритото на река Отиња. Бара решение за платформите, скоро ќе се најде што ќе биде со овие платформи, значи нема да остана така во секој случај, ќе се исправи она што е грешено. Вработените од јавното предпријатие ИСАР несебично се вклучуваат во работната акција, а во уредувањето е вклучен и возниот парк на јавното комунално предпријатие. Се вклучивме во акцијата во раните есенски денови да го уредиме и овој дел од коритото на реката Отиња кој што остана недоуреден и се надеваме дека до почетокот на зимата ќе го средиме целото корито во централното подрачје да биде добра гледка за сите, како за граѓаните, така и за гостите кои што го посетуваат. Возниот парк при јавното предпријатие ИСАР активно е вклучен во работата на коритото на река Отиња. Со машинеријата работиме. Овие 3 дена сме тука на порамнување на теренот, правење косини и носење мил. Некаде се донесени околу 200 кубни метри мил и се потрошени. Во моментот чекаме да стигнат още 2 возила, значи некаде околу 80 метри кубни мил плюс ќе бидат донесени. Машината ќе работи и поручок за од другата страна на реката да се порамне теренот за утре да бидеме спремни за акцијата. Комплетното уредување на коритото на река Отиња предвидува и поставување на урбана опрема, како и цветни аранжмани. Се прави финансиска анализа за општинската каса за следната година. Колку и каде ќе се троши ќе зависи од предлозите на граѓаните, здруженијата и бизнис секторот. Општина Штип денеска повика на соработка и доставување на предлози и проекти за разгледување на истите. Општина Штип ги повикува граѓаните, невладините организации, здруженијата на граѓани, приватните собственици и други субјекти од градов да достават предлози за проекти кои би влегле во програмата за работа на општина Штип, со што би се овозможило соодветна финансиска анализа и нивно вметнување во подготовка на буџетот за 2017 година. Сите предлози без оглед на тоа дали станува збор за асфалтирање и реконструкција на улици, конструкција на тротоари, нови водоводни и канализациони линии и други активности кои се во доменот на активноста на локалната самоуправа, ќе бидат разгледани од градоначалникот и органите на општината и ќе се направи обид во зависност од расположивите средства да бидат вметнати во програмата и да бидат реализирани. Сите предлози да се достават најдосно до 20 октомври ова година, пошто истите ќе бидат разгледани, а на крајот на месецот е планирана поголема дебата со сите засегнати субјекти
пред финалното утврдување на буџетот на локалната самоуправа за идната година. За одржување на дебатата јавноста навреме ќе биде известена, а сите предлози во писмена форма да се достават до архивата на општина Штип со назнака предлог идеја за 2017 година на улица Васил Глебинов 4Б или на имейл gradоначалник@stip.gov.mk. Родителите кои имаат деца со попреченост да не ги затвараат дома и да не се срамат од нив. Единствениот совет на младиот Александар Матовски Цако, момчето со Даутов синдром кој отворено во Њујорк, минатата година говореше за предизвиците со кои се соочуваат лицата со попреченост. Октомври е месец посветен на лицата со попреченост, но годинава акцент се става на луѓето кои имаат Даунов синдром. Побивање на стереотипите, независен живот, вработување, образование, формирање на семејство се предизвиците кон кои тежнеат сите лица со попреченост. Младиот Александар Матовски минатата година беше единствениот представник од државата, кој во Обединетите нации одржа говор со кој го долови животот на лицата со попреченост во државата. Според овој млад човек кој е студент на педагошкиот факултет во Скопје, законот за вработување мора да се промени, доколку тој сака да работи она што го одбрал. За жал, мал е бројот на лица со попреченост кои успеале да се вработат во државни институции. Може да се вработат, ама минимално, например, јас не можам, например, да се вработам нешто премногу, јас сум среден со луци. Јас не сум ни лесно ментален, а не сум ни типичен со луци. За мене ќе треба вода нов закон да се смисли, ако не се смисли законот, јас автоматски нема сасим да се вработам. Добар дел од родителите не можат да се изборат со стереотипите на општеството. Тогаш се затвараат сами во себе, но истовремено од погледот на јавноста ги затвараат и собствените деца. Треба да се богат, треба да го видат внатре во себе своето цено и треба да се верува на овие лица. И покрај тоа што имаат попреченост, треба да го истакнуваат најдоброто од нив, треба внимателно да се работи со лицата со аутизам, бидејќи тие сакаат љубов и покрај тоа што го покажуваат на еден поинаков начин. Во Македонија процесот на инклузија е започнат во 90-тите години, но за жал родителите се жалат дека нивните деца се уште се маргинализирани, како од општеството, така и од институциите. Облека за децата од семејствата со социјален ризик по повод неделата на детето, учениците од основното училиште Славеко Арсов во населбата Баби и младите од Црвен крст организираа хуманитарна акција. По повод од детската недела организиравме хуманитарна акција која родителите и учениците донира пакети со алишта и им изразуваме голема благодарност што учествува во оваа хуманитарна акција. Се надеваме дека оваа помош ќе биде од корист на оние кои што е потребно. Почнува аплицирањето за субвенции за предадено млеко во регистрирани капацитети. Поддршката е 3,5 денари, а рокот е до 5 ноември. Тече рокот за аплицирање за финансиска поддршка за предадено млеко во млекарници. По 3,5 денари за предадено млеко во регистрирани капацитети може да аплицираат производителите на кравјо, овчо и козјо млеко. Количините треба да се откупени во периодот од мај до септември годинава. Рокот за доставување на барањата е до 5 ноември. Кога дојдат добри дојдени се, тамо некое време завршат некоја работа околу крави, околу земјоделие. Во фарм регистарот на земјоделци за Штип и Карбенци регистрирани се 220 производители на млеко. Дневно од производителите во карбинските села се откупуваат од 5 до 6.000 литри млеко, најмногу кравјо. Цената за литар е 19 денари, овчето 29 денари по литар. До сега иста цена е држат, не се намалили ништо. По колку ви го откупуваат литрот? По 20 денари и 50 пари. Добра таа цена? Може да се покрие? Па добро, добра. Никој пат не може да биеме задоволни и едните и другите, ама тоа е. По колку литри давате ви од тие 6 крави? Колку
продавате дневно? Па имам околу 17 литра нос сега моментално. До 5 ноември за финансиска поддршка од државата може да аплицираат и фармерите одгледувачи на живина. Финансиската поддршка е 100 денари за купена и внесена несилка во фарма за производство на јајца. И тоа беше се што ви подготвивме во вестите на Ирис телевизија. За повеќе на iris.mk. Пријатно!